Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Денес по прв пат го имам задоволството да ја угостам Данче Пауновска, дипломиран психолог. Данче, добре дојде. Добре најдов ти, благодарам. Вака, значи јас пред да почнеме со нашиот муабет би сакал да кажам дека освен тоа што си дипломиран психолог, си лиценциран психотерапевт од комора на психијатри, односно на психолози се извинувам, гешталт психотерапевт и дит хипнотерапевт. Ова дит подоцна ќе го објасниме. Како дојде до тоа да се занимаваш со психологија, Данче? Па вака, веројатно сите ние уште од мали нозе некако чувствуваме што сакаме за себе. И кога одиме по тој пат што не води по нашата, да кажам, некоја внатрешна како внатрешен глас, никогаш нема да погрешиме каде одиме. Така да јас од мали нозе чувствував дека секогаш сакам да ги слушнам луѓето и да ги разберам и колку што можам да им помогнам, меѓутоа тоа да биде некако од срце. И така крена мојот пат, да речеме, кон психологија, психотерапија, која што ја надградив со повеќе психотераписки пракси. Бидејќи нашата професија постојано бара да не или се надоградуваме, значи надоградувањето не мора да биде во други пракси, може блискиот, само нели што сме сработиле по изминатиот период додека ни трае лиценцата. Јас се решив да ги надградам моите знања со други психотераписки пракси и тоа сигурно имаше зашто, затоа што во мојата работа почувствував дека како да ми недостасуваше нешто што дава подобри резултати тогаш кога малце ќе доприме повеќе во душата на човекот. И во моите пракси со клиентите дојдов до едно разрешување кое што ми траеше подолго со клиентот, употребувајќи, значи, метод во кој што допревме малку и како душа, тоа се разреши на многу квалитетен начин. И тоа беше поттик јас да ја проширам мојата професија, знаењето со хипнотерапија, а бидејќи ништо не е случајно, некако се е поврзано, веројатно сами некако ни доаѓаат нас одговорите. Така да во периодот кога ми беше најтешко, пошто ние сите како луѓе имаме и тешки периоди, период во кој што почна се да ми оди на некој начин надоле, во секое поле, ама баш буквално во секое поле. И кога отворив еден YouTube канал, ја погледнав мојата менторка како зборува, тоа толку мене ме привлече и сватив дека она што јас сама сум го осетила и употребила во мојата работа со клиент, дека всушност е тоа знаење и нормално од тука крена уписот за мојата едукација. Така, пред да се надоврземе, значи да влеземе во она што го работиш ти, неизбежно е да те прашам некои актуелни работи. Денес е 19 март, само неколку дена по последниот, јас би рекол, во огромната низа на негативни настани. Значи, сведочиме не само годинами таа пред неја, туку години наназад сведочиме редица настани кои што како да создаваат и колективни и индивидуални страдања на она што начинот ти се нарекува човечка душа. Кои се последиците од овие настани врз психата на секој поединец, а и на колективитетот како таков? Па вака, што и да се случува во животот, дали ќе биде на индивидуално или колективно,
секој треба да тргне од себе. Кога ние ќе тргнеме од себе, да видиме она што се случува, дека можеби тоа е некоја опомена, па што ни кажува дека ние треба да се промениме, односно, ние со нашата, да кажам, ниво на свесност, односно несвесност, делуваме некако во животот, правиме одредени акции, кои што исто така тие носат одредена енергија. Значи, самата енергија што ја ствараме ние, каква и да е, таа бара да се порамни. Тоа е исто како кога книжиме на конто, економистите го знаат, или кога сме решавале равенка, десната и левата страна нели треба секогаш да се порамнат. И затоа кога некако делуваме ние во животот, најмалку треба да одиме во критизерски однос, да префрламе постојано вина на некого, значи конкретното случување може да биде со вина, да речеме, од нешто што е пропуст во системот, меѓутоа ако се вратиме назад, треба да видиме колку сите ние, како единки, допринесуваме за еден таков систем да се одржи. И вака кога гледаме, сепак доаѓаме до тоа дека промената мора да почне од единката. Затоа што сума од единки кои што се освестени, односно кои што реагираат по принципот на природниот закон, некој вели космички закон или како и да кажеме, тогаш таа енергија која што се зрачи неминовно е дека ќе допринеси една колективна поголема свесност. Кога имаме колективна свесност која што е здрава, тогаш не може таква свесност да поддржи ни едно труло општество. Зошто велам дека треба ние да тргнеме од себе? Можеме да наведеме безброј примери. Еве ќе тргнам јас од еден мој едноставен пример. Во една ситуација кога имав потреба од лекарски преглед, знаеме како е тука по чекалните, нели се чека прво доаѓаме до термин, па и тој некогаш така не функционира, се чека небитно. Јас ги погледнав луѓето во чекалната и го одбив тоа што ми беше понудено. Еве зошто? Затоа што со моето ниво на свесност, јас вака размислувам. Ако јас влезам преку ред, ќе го земам редот на некој. Можеби тоа е некоја мајка, да речеме, што има оставено дете кое што треба да го дои, па треба да се врати побрзо. Сакам да објаснам дека едно влече друго и затоа треба да внимаваме како се однесуваме. Или можеби некој треба да побрза дома да се врати, треба да земи некоја друга медикаментозна терапија. И јас ако настапам да му го земам некому редот, тоа се пролонгира и истиот некој друг можам да му направам штета без да знам. Меѓутоа, не е битно ние дали ќе бидеме сведоци на штетата, таа сепак постои. Сега, кога постои, самиот природен закон тежна е да порамни. Така да често во животот нас, кога ни се случуваат некои работи, треба да видиме дека може би се изрефлектирани од нешто што правиме, а тоа пак, нели, како колективно, прави една голема сума од енергија, а самата енергија знаеме дека треба да се порамни. Може би звучи ова многу сурово и контрадикторно за некого, меѓутоа, ако навлегуваме во ваквите знаење, тој е единствен принцип. Сакале или не, тој си работи. Значи, јас ги почитувам сите субјективни гледишта и ставови на луѓето, меѓутоа, верувале ни или не, законот природен си постои и не можеме ништо против него, а и не треба. Така отприлика јас гледам. Инаку во однос на овие сите еуфории што се случуваат, ценам дека навистина, познавајќи некои знаења, дека е потребно да се ставиме малку во мир, за да може да се успокојат душите, а дополнително имаме некои нови заплеткувања од типот, нели,
Имаше во коментарите каде што има доста колнења и слично кои што прават големи енергии. Јас ја разбирам болката и како викаат не де Боже да се од страна. Сакам да кажам дека еве ако тргнеме од книгата на Майкл Ньютон, каде што ги опишува нели душите, и таму често пати има примери во кои што е кажано дека една душа не можела да се успокои, се додека не почувствува дека оној кој тагува за неа е на некој начин веќе прифатил. Така да ова е многу комплексно и сметам дека малку треба да се смириме и многу е жално и енергијата се на некој начин да влошува, затоа што некој може би ја користи да сега нели во однос да се ако речеме политичките партии, напаѓање и слично и друго, значи тоа нема да не одведе никаде. Така, друга една работа која што мене ми остава впечаток дека особено во периодот на пандемијата е тоа дека нема епидемија на вирусни или бактериски заболувања која што е толку голема како што е епидемијата на психички нарушувања и проблеми. Дали го имаш истиот впечаток и ако да, од кои причини се овие случувања? Зборуваме за ковидот, така? Не, зборуваме за тоа дека ковидот и сите слични пандемии се всушност минливи во однос на оно што значи психички и нарушување и проблеми кои што се вистински епидемии кои што се игнорираат. Го дадов само примерот. Па всушност за да има психички нели пандемии или различни проблеми кои што можат да бидат проследени со различни психози и неврози, значи треба да има поттикнувач на некој страх. И затоа општеството служи и медиумите да можат да предизвикуваат различни стравови кај луѓето, како што имало да речеме еве претходно нели свински и птичји грип, па понатака ковидот. Всушност стравот е неопходен, единствена алатка за да го држи човекот под контрола, за да може да го управува. Сега кога секој е во страх, нормално дека ќе развие различни психички проблеми. Затоа што стравот всушност е поврзан исто така со недовербата, а наспроти стравот е љубовта. Сега, ако почнеме ние да ја зголемуваме нашата свесност, да можеме да ја гледаме широката слика, да видиме кога ќе ни се нешто наметне на некој начин, појава од типот различни нели пандемии, кои што ќе не носат страх, треба да ја гледаме по широката слика кому тоа му служи и зашто му служи. Исто така, ако тргнеме од еден аналитички ум да разгледуваме, пример, ајде кога беа повеќе видови на вакцини, тоа значи дека повеќе да се помати умот дека сепак треба да прими вакцина. Тоа е, знаете, како ќе направам една споредба со мојата работа, да речеме дете кое што не сака да јаде. И за да може да јаде, не му велиме земи ова, него му велиме сакаш ова или ова да го земеш за јадење. Значи му правиме избор. Кога ќе му правиме избор, тогаш мозокот работи дека тој сепак мора да земе нешто. Така и со повеќето видови имиња на вакцини, беше повеќе да се предизвика таа психа, за сепак луѓето наместо да размислуваат дали да земат или не, него дека треба да земат, само каква ќе земат. Так. Таа е една збунка што се прави во мозокот. И луѓето кога ги стиснува да не можат да ја видат по широката слика. Оно што обично неопатениот гледач би се збунила разликата помеѓу психолог и психијатар, односно психологија и психијатрија. Ајде малку таа двојба да ја раздвоиме, да објасниме која е разликата помеѓу еден психотерапевт, психолог и еден психотерапевт, психијатар. Вака сега.
Значи, има разлика меѓу психолог, психотерапевт и психијатар. Секако, меѓутоа, мене ми е многу жал што се уште кај нас луѓето тоа не го разликуваат и не е битно толку што ќе земат прво за себе да си побараат помош. Битно е да знаат, да бидат свесни дали воопшто на нив им треба помош. Сега, психологот обично има знаење, можеби во некои советувања кои што ги има завршено во текот на студиите. Меѓутоа, психотерапијата е нешто подлабоко. Прво затоа што е самата гешталт психотерапија трае 4, односно 5 години. И тоа е работа на себе. Значи, ние како психотерапевти работиме на себе. Кога работиме ние на себе, прво од страната на клиенти сме. Тогаш ги разрешуваме сите наши несвесни содржини, сите наши блокади и сите наши механизми на одбрана. Тогаш, кога ќе го поминеме сето тоа, ние сме спремни да можеме да работиме со клиентот, односно, се додека не, кај нас, да речеме, не дојдеме до степен да можеме да чувствуваме среќа, ние не можеме да работиме со клиентот и тој да доживее, пример, среќа или радост. Односно, сите наши содржини, што ги имаме, треба да ги растргаме како што се сенки, што вели Јунг. Мораме ние да ги изчистиме нашите сенки, нашето ѓубре, па потоа да може да работиме со другите. Зошто ако останат во нас сите тие како несработени, тогаш ние ќе влијаеме врз клиентот на еден проективен начин, а самата психотерапија всушност ги развива проективните или механизми. Психијатарот, значи јас не сум психијатар, меѓутоа знам дека тој е оној кој употребува медикаментозна терапија. Медикаментозната терапија не го решава проблемот, значи тој останува. Може ние да добиеме некое чувство, да речеме, на пријатност, од типот ова еве во депресиите, и сега ќе земат серотонинска терапија, каде што ќе почне серотонинот да се лачи, ќе добијат едно чувство на хепи хормон, а меѓутоа останува она што вистински не е сработено во нас. Што е тоа што вистински не се сработува, а што јас сум голем скептик кон она што значи медикаментско решавање на ваквите проблеми, затоа што сите мои читања истражуваат, укажуваат на тоа дека симптомот се работи на симптомот, а не на причината, и во моментот кога медикаментската терапија престанува, симптомите се враќаат понекогаш дури и посилни. Секако дека ќе се вратат посилни. Значи, ние треба да видиме, да работиме не само на симптомот, него да видиме од каде тој доаѓа, како тој се створил симптом, да се поврзиме со одредени трауми. Значи, мора да ја најдеме ние причината на појавата на тој симптом. И кога ќе се најдат причините, веќе одиме кон разрешување на проблемот кој што се расчленува соодветно психотерапевскиот правец кој што ќе се приме. Така, спомна гешталт психотерапија. Што значи тоа гешталт? Значи, во гешталт психотерапијата се оди да бидеме во моментот сега и овдека, да бидеме свесни што во овој момент се случува и дека лицето треба да превземи одговорности за својот живот, значи да работи на механизмите на одбрана, и кога ќе работиме на одредена тема, имаме еден циклус во кој што ќе треба да видиме во кој дел од циклусот тој ќе заглави и соодветно ќе се насочиме, значи, на тој дел. Пример, еве, имаме прво некоја сензација,
еве можеме да го објасниме со пример ако сме гладни. Значи прво ќе се појави една сензација во нас и ние стануваме свесни за истата сензација. Понатака ние се мобилизираме. Мобилизација значи дека ќе видиме што ќе правиме, каде ќе јадеме, дали ќе подготвиме дома храна, дали ќе одиме да јадеме на топло. Понатака одиме во акција, значи сме одбрале дали ќе јадеме пример дома или надвор. Потоа ние се сретнуваме со самиот оброк кој јадеме. Правиме еден финален контакт, ја завршуваме таа потреба и одиме во мирување. Значи ако ова вака целото го направиме, тогаш циклусот е затворен. Сега во одредени проблеми кои што се различни, кога ќе го разгледаме вака методот, ќе видиме дека лицето некаде ќе закочи. Пример, еве сака да оди на испит и пример ќе учи, знае дека треба да го полага испитот. Меѓутоа, еве ќе се мобилизира, ќе зема книги, ќе учам дома или во библиотека, ќе го научи испитот и сега можеби нема да се појави на испит. Пример, гледаме каде закочува, во кој дел ќе закочи. И тука, пример, ако не направи акција да го полага испитот, ќе се појави механизмот на одбрана, кој што се вика проекција, односно сака да бега од одговорност, еве одговорноста што ја спомна, и ќе почне, па немав доволно време, па не знам, лоше професорот, ќе чекам друга прилика. Значи, милион механизми на одбрана за ние да се оправдаме, да не превземеме одговорност, да може да да се справиме со она што треба да се справиме и ќе не однесе во еден прав живот, во една хармонија. Сега спомна твојата менторка, која што јас пред некој ден го гледав, значи видеото на Атма подкаст во кој што зборува за хипнотерапија, односно како е да се биде хипнотерапевт, па ако сакаш малку повеќе да не објасниш за хипнотерапија и ова ДИТ што ми го имаш спомнато во нашите преписки, што значи тоа? ДИТ значи длабока интегративна терапија. Јас прво само ќе го опишам на кратко прво самиот концепт, па потоа ќе го објасниме. Значи, најпрво лицето се става во една хипноза. Сега луѓето обично имаат страв од тоа, леле, што е хипноза. Стравот си го создаваат сами. Што може да предизвика страв? Стравот може да предизвика едно незнание. Се поврза со нешто што е пишувано, па нешто што го гледале во холивудските филмови и така натака. А место да се обратат на терапевтот, кој што едноставно ќе им го објасни тоа. Иначе ние треба да се запрашаме дали ние во психотерапија по ДИТ методата ќе бидеме во хипноза, или да се прашаме дали ние во секојдневниот живот сме во хипноза. Што јас сметам дека ние во секојдневниот живот сме во хипноза, кога не ја гледаме широката слика и кога сме моделирани и формирани од страна на системот на начин како што него му е потребен. Ова е интересно. Па јас така гледам и сега кога ќе го кажам ова, нека малце видат што е страшно во однос на хипнозата. Инаку стално сме ние во хипноза и кога шетаме, значи малку се го умируваме, го утишуваме мирот, тоа е затоа што е една алфа состојба. Таа една опуштеност, знаеме алфа состојба дека е некаде од 8 до 13 херци колку е, значи се работи за една опуштеност на организмот, меѓутоа лицето е будно. Не може ништо да му наметне терапевтот, ниту како проекција, па ниту пак е моделот таков на хипнотерапијата. И тоа е свесно цело време што чувствува, што слуша и што зборува. И е многу безбедна, така да воопшто да не се плашат, затоа што ако гледаме така, или во гешталт психотерапијата, ние правиме, пример, опуштање на клиентот да замижи, да се опушти, да замисли нека убава слика или слично,
Така да и таму на некој начин се користи опуштањето, само овде на хипнотерапија, или пак кога одат луѓето на медитации разни, особено сега актуелните медитации за пари, и тоа таму, и тоа како длабоко убаво си мижат и си си се хипнотизираат и ги водат некаде некако. И на крај пари не знам кој има, ниту, не знам, вајда само оној кој што ја нуди медитацијата, небитно, тоа беше со хипнота. Да. А се случува на трансфер на волјата од страна на пациентот кон терапевтот, во смисол на тоа да контролата на сопствената волја биде изгубена? Никако во хипнотерапијата тоа не е, затоа што ви кажав дека тоа е една состојба будна. Значи будна, а опуштена. Во која што тој слуша се, чувствува и се што кажува е свесен за тоа што го кажува. Прво, самиот конструкт не е таков, пример како што ги има можеби во некои други, не знам како што одат на медитација, им вика замисли си тоа и тоа. Тоа е веќе наметнување. За пример, замисли дека си на некоја ливада, не знам, нели, пример. Нешто убаво, нешто пријатно. Тоа е, да, меѓутоа е наметнување. Значи, овдека ние кога ќе дојдеме во сцените, што се викаат или регресија, тогаш клиентот тој самиот ќе си ја донеси сцената. Значи, ние не му викаме, ајде биди сега ти на толку години, врати се или биди тогаш или биди таму. Тоа не постои. Значи, тој самиот во опуштена состојба, кога ќе дојдеме во делот сцена или... Се извинувам, дали ќе може да ми го повториш ово од почеток, затоа што имаше пречки со интернетот, нема да го разберат гледачите. Од почеток целава мисла, те молам. Од каде? Значи имав проблеми околу слушањето, значи целава поента околу последното, значи околу влегувањето во опуштена состојба и каде што сами ќе се наметна сцените на пациентот. Така, значи откако ќе се опушти клиентот, тогаш одиме во фазата сцена или регресија. Ова фаза всушност значи зошто мене ова ми се случува да види, односно кои се причините, така што сцената ќе ја донесе сам. Значи терапевтот не се наметнува да му вели ајде сега биди на толку години, на толку возраст. Воопшто ништо тука не се меша терапевтот. Значи клиентот самиот ќе си донесе една сцена животна која што ќе му се појави. И тука, оваа сцена, која што за него, тоа е сцена која што за него била всушност траума, трауматична сцена. Што значи тоа трауматична сцена? Тоа не значи дека нешто се случило на вистина страшно, меѓутоа лицето во таа возраст, обично нели кога сме деца, мали, значи во таа возраст тоа го доживеало како траума. А може да биде банална работа и ќе го објаснам дека може да биде банална работа. И кога ја гледа тој сцената, тука ќе се појават различни мисли, чувства и на основа на тоа што во тој момент го гледа како такво сцена, на основа на тоа што тие мисли ќе се појават и чувства нормално, тој ќе створи едно уверување. Можам да пример, еве да кажеме некој пример. Може така? Да, може. Да доближиме малце до... Да, така. Пример, доаѓаме до нека сцена, сега нели возрастна личност која што му се случува да речеме одреден симптом или реакција која што нели му посметува во секојдневното живење, нели како сите ние, анксиозност, депресија, панични напади, фобии и слично. Сега кога доаѓа до таа сцена, всушност гледа дека му се обраќа на неговиот родител, меѓутоа тој работи во дворот и носи некои слушалки, бидејќи работи со некој алат бучен, како некоја шмир шајб, нали тоа како му се вика, небитно. Така.
И човекот носи слушалки. Сега детето довикува по татко му не го слуша. Меѓутоа тоа дете, по таа сцена, тој нема впечаток дека ради слушалките татко му не го слуша. Него добива впечаток дека јас не сум важен и мене нема кој да ме слушне. Кога ќе види сцената дека всушност на некој начин е банална, а сите тие мисли, уверувања кои што ги изградил, живеел со нив и во секоја наредна ситуација животна кога се сретнувал некој да не го слушни, се гради како личност, можеби ќе се изгради да се инхибира, да не се обраќа и ќе му посмета, да речеме, во многу животни ситуации. Така да тука и траумата во овој случај, значи не е она што се случило, него како лицето ја доживеало и како ја восприемило во себе. Ова некако многу ме потсетува на секојдневието, каде што кога нешто ќе се каже и е малку двосмислено, многу пати се игнорира првичната намера на тоа што е кажано или напишано, а луѓето имаат тенденција субјективно да ги доживуваат работите и да ги интерпретираат преку сопствената призма на гледање. Така, или насвесно, например, им се различни обиди сами да си помогнат. Меѓутоа, тој прави само една конфузија. Значи, тој не може ние со нашиот критички аналитички ум да ги решаваме, затоа што тоа е само на едно сознајно когнитивно ниво. Тоа прилика, например, еве ако дојде да речем алкохоличар, тој знае повеќе од мене дека не треба да пие, значи не може само така, некаде пишува дека не треба се пие, штети по здравието, треба ова, треба она. Тоа се на некој начин наметнување. Меѓутоа, ако ќе влеземе во нас, кога ќе видиме кои се причините, како проблемот, зошто ова ми се случува, кои се причините, тогаш веќе можеме да одиме понатаму. Во сцената или регресијата која што се јавува, потоа сето тоа што ќе го каже клиентот, јас го запишувам и му го враќам, затоа што ние вадиме, да речеме, повеќе сцени, да видиме нели која од нив е како најдоминантна, односно окидач на некој начин, која што највеќе почнала да смета во неговиот живот. Тоа сето понатака јас му го враќам, значи истите негови зборови, што кажал, што чувствувал, што мислел. И така тој веќе се препознава клиентот што има како делувал и како тоа си го прилепил на себе. Следната фаза е поврзување со темата. Начинот на кој што се поврзуваме со темата, доаѓаме до одговор кој што вели зошто подсвеста го искреирала овај проблем, односно јас место проблем велам тема, зашто проблем, самиот проблем кога ќе го слушнеме, некако се врзуваме дека имаме проблем. Кога ќе се поврзиме со темата, доаѓаме до тоа зашто подсвеста го искреирала тој проблем. И всушност тука имаме еден модел во кој што доаѓа клиентот свесен која е улогата на тоа што се појавила. Пример, депресија. Која е улогата на твојата депресија? Та исто како Југ што вика кога ќе ти дојде депресијата, седни си убаво на маса, седни си да си разговараш со неа и то убаво ќе видиш дека некаде ќе те однесе до некој одговор. Значи тука, пример, која е улогата на депресијата, ако зборуваме депресија, или која е целта, која е мисијата на депресијата, која е незина задача, која е незина улога, намера, мотив и слично. Тука, на така поставени прашања, самиот клиент ќе си даде одговори. Значи, никој воопшто со ништо не му се наметнува и тој самиот ќе даде одговори. Има тука, нели, како му помага, зошто се појавува и така натаму. Откако ќе го поминеме овој дел,
Значи, кога ќе стане свесен, кога ќе ги види сите зошто таа се појавува, ова всушност оди полека да дојде лицето до сознание кој е тој вистинскиот. Значи, кој сум јас правиот како личност, како битие, што јас сакам, која е мојата правилна природа. Затоа што ние во текот на нашето живење сме постојано налепени од нашата права, да кажам, искра, она што го носиме како потенцијал, нели, родителско воспитување, училишен систем, образовен ваков-таков систем, понатака имаме медицина и што ти не медиум и слично. И на тој начин ние дозволуваме да се да не формира нас системот. Тој колку нас не формира, ние се оддалечуваме од нашето вистинско јас, она што на вистина ние го сакаме. И затоа се овие сите работи што се случуваат. Значи, лицето прави нешто што не сака. И кога ќе дојде до степен да му се појави, да речеме, некоја депресија или анксиозност, јас секогаш викам уште во гешталт терапијата кога сум работела, дека треба да се благодарни, многу да се благодарни. И сега вака вика, па како, знаеш, јас па не сакам депресија, зашто да имам депресија? Дојде на тука, всушност нас да ни помогне, да ни покаже дека ние сме се обликувале некако како што не сакаме, и сега сето што подсвеста нас ни е пријател, значи постојано таа како мало дете буфта, сака да те разбуди, да види кој си ти правиот, односно што за тебе е добро, што она ти го сакаш. Во овој дел, кога ќе стане клиентот свесен кој е тој вистинскиот, да речеме има луѓе што се адвокати, ама и може да се и успешни адвокати, значи не е поврзано со успешноста. Тоа истиот тој успешен човек, еве сега адвокат, кажав привитно, цело време во себе осеќа нешто, чувствува на друго поле, на друга разина нешто чувствува, не е исполнет, не е задоволен, ќе пројави некој симптом. Кога работиме по ова, доаѓаме, да речеме, до сознание дека автентичниот тој всушност сакал да биде писател. Пример, кажувам. Да. Станал адвокат, го терала мајка му, убарал татко му, па ние сме сите по традиција, по фамилија, па како ти, па ова, она. Гледате како тој дел тука нас не обликува во некои други личности и не оддалечува од нашето право јас, што би рекле, што мојата душа сака. Сега кога се извинувам. Повели или да продолжам? Да, слободно. Да. Сега, кога ќе види лицето правилно кој е тоа, автентично како што е, доаѓа до сознание дека тој симптом што дошол кај него всушност му бил навистина пријател, да го подсети да се наврати на себе, иако вака делува малку чудно. Сега, тогаш доаѓа до едно опуштање, се го опушта симптомот или проблемот или темата што викам јас, по пат на благодарност. Затоа што е благодарен, вика благодарение на тебе што ти се појави во мојот живот, јас станав свесен кој сум и од сега наваму ќе си направам промена што сакам јас да правам со себе. Без од мене тоа некој да го бара, наметнува и очекува. И таа е таа една разрешница. Понатака, следниот дел е кога се поврзуваме со, тоа се вика над јас, односно повисокото јас. И тука исто има одредени прашања, нели, во кои што клиентот ќе си даде одговор, односно тоа се едни упати кои што се најдобри за него. Во самите тие прашања, значи он добива упати што е за него најдобро. Пример, на прашање што е за тебе, пример, добро да правиш секој ден. Пример, може да има такво прашање и тој се поврзува со она што е најдобро за него, да речеме за секој дневно. Може да каже за мене е добро секој ден, пример, да пешачам по 1 километар, пример, кажувам. Значи добива јасни упати
што тоа битие сака навистина да го препознае од своето изворно јас, она што е добро за него. Од тогаш всушност почнува работата и задачата на клиентот. Затоа што хипнотерапијата е терапија која што се работи во една сеанса. И сега луѓето кои ќе слушат една сеанса, супер, една сеанса и здрав. Пак е тој мозок дека ќе отидам некој нешто друг да направи за мене и ќе се спаса. Не. Значи, од тука почнува работата на клиентот. Што се однесува до упатите, секогаш особено неколку пати потенцирам, можат да им бидат, да речеме, банални, меѓутоа јас се држам цврсто до тоа, затоа што така се постигнуваат резултати, значи тоа е докажано дека е така. Да се држат до тие упати и да работат исклучително на нив. Сега, пример, некој ќе дојде да кажеме за прекомерно пушење, да не пуши. И сега може би, после сеансата, веднаш да се појави да има одбивност кон цигарите, меѓутоа, мене тоа не ме радува многу, затоа што нашиот ум е на некој начин научен, супер, сега јас веќе не пушам, и едноставно зошто сега би ги правил сите овие работи упати што ги добив. А тие се најважни. Зошто? Затоа што тие ќе не одведат нас во едни нови навики. И веќе ние кога ќе влеземе во едни нови навики, ние се менуваме. Сега, ако одма се деси промената и личноста ги исфрли сите овие упати, тогаш може и то како да се врати. Значи, затоа во самата сеанса, небитно, и во гешталт, и во други психотераписки пракси, и во хипнотерапијата, секогаш мора да се каже кои се одговорностите на клиентот. И за се е така. И на обична терапија да примаме, има клиентот одговорност. Ако треба да испиете еден антибиотик 2 пати во денот, треба да ги испиете, тоа е ваша одговорност. На крај се прави една снимка, која што треба клиентот да ја слуша, односно таа ќе помогне да го поддржува во неговата промена. Снимката, значи, не се прави оно што ќе му текне на терапевтот воопшто. Снимката ги содржи сите елементи кои што ги изнел клиентот. Значи, точно се ставаат неговите елементи. Нема тука ни помалку, ни повеќе. Точно целата негова содржина како битие. И тука веќе, ако работи исклучиво нели на себе, упорно, ќе има и то како резултати, барем до сега се покажало одлично. И за мене е најдобар успех кога ќе слушнам дека клиентот нели има веќе еден нов живот и е поинаков од онака како што дошол, она што го мачело нели направил една разрешница. Значи, ако се работи сериозно со својата задача, нема тука што да се има испусти. Бидејќи зборот психа доаѓа од, односно зборот душа доаѓа од психе, тоа е ист збор на различни јазици, колку всушност психологијата се граничи и овие методи на психотерапија се граничат со она што значи духовност и религија. Намерно ги кажувам двата зборови затоа што постојат нијанси во значењето, значи колку оваа наука на некој начин не е во колизија со она што се обидите на сите досегашни светски религии да дадат одговор на вечните дилеми на човекот. Па јас како што кажав, значи многу е важно да се допре до душата на човекот. Значи не може само да се работи по некоја метода само и да се стави клиентот во работа само по методата. Треба да се има умешност за неговата душа, значи он да се наведи на себе спознание кој е тој во себе, која е неговата душа. Значи тоа е многу важно.
Го спомена неколку пати Јунг. Колку Јунговата психологија помага во овие начини на правење психотерапија, значи гешталт и хипнотерапија, значи колку го користат Јунг како основа и уште повеќе дали Фројд е надминат или се уште наоѓа примена со неговата теорија? Вака сега, за Јунг, значи никако не се користи во психотерапијата. Меѓутоа, јас тргнувајќи од себе, сватив дека сето тоа што сум го применила, како што го кажав првиот случај, нели кога почнавме, дојдовме до исклучителни резултати. И што сакам да кажам, тука можеме да зборуваме малце повеќе, да дојдеме до тоа Јунг што направил. Често пати се поставува прашањето дали треба да има его, да нема его. Јас викам дека тоа е многу погрешка поставено прашање. Значи, егото треба да поставиме прашање дали нас ни е развиено или не е развиено. Развиеното его значи да биде во склад со нашата душа. И сега, кога Јунг нели работи на себе, тој доаѓа до еден момент каде што го поништува, односно прави смртност на нижиот ум, нискиот ум, како ќе му доаѓа, на несвесниот ум всушност, прави смртност на лажниот селф или пак на персоната, прави смрт на сите оние налепени програми кои што ги стекнала личноста, нели самиот Јунг или исто тој во својот живот. И тука тој доаѓа од еден момент, зашто, значи ова затоа е важно, сакам да кажам колку е важно да се поврзиме со душата и каде тоа носи, значи ние на што треба да обрнеме внимание, на каде да ја тераме нашата будност. Јунг вели вака: душо моја, каде си? Можеш ли да ме слушнеш? Значи тука веќе доаѓа он во допир со својата душа, со себе спознание. Вика, јас зборувам, јас тебе те довикувам. Дали си таму? Се врати, еве ме. Вика, го оттргнав сиот прав од сите земји, од нозете, се додека талкав да те најдам. Вика, по долги години повторно дојдов кај тебе. И ја прашува, вика, дали ти мене се уште ме познаваш? И се обреќа на душата. И вика, колку време траеше нашата разделба? Вика, се стана толку различно. И вика, како те најдов? Поставува прашање или сам со себе спитува. И вика, колку чудно беше моето патување. Вика, кои зборови јас треба да ги искористам за да ти кажам какви се не патишта јас поминав за да дојдам до тебе. И вика, драга моја, патувањето мора да продолжи со тебе. Значи, спознава душата и знае кој е тој и дека сака да продолжи на тој начин. Значи, се спознава кој е, тоа е будењето всушност, кое што воопшто не е лесно. Секогаш треба да има некој болен окидач за будењето, така наречено. Сега, меѓутоа, за да ние дојдеме до спознание или да дојдеме до својата душа, не може тоа да биде туку така, треба да станеме свесни ние за нашите сенки. Ете, тоа се, пак сега кога ќе се поврзиме, значи, до сега што зборувавме, значи сите ние имаме сенки, односно имаме еден несвесен ум и ние идејата е да прифатиме, да интегрираме се што имаме во нас, наместо да бегаме. Кога ќе работиме ние на нашите сенки, тогаш одиме со консвртување на себе си, кој што воопшто не е лесен пат, затоа што никој не сака да војува со себе си, ама тоа е единствениот пат да можеме да се разбереме себе си, така ќе можеме да станеме ние творци, нели, на собствениот живот. Тогаш, кога ќе сакаме да работиме на себе си,
ние не треба да тргнеме од најубавото нешто што го знаеме за себе си. Не, ние ќе треба да си тргнеме од најмрачното и од најлошото. Сега, денеска многу луѓе знаеме дека си страдаат од една ужасна и досадна празнина, меѓутоа спасот го бараат да се деси некако така само по себе, што воопшто не е возможно. Зошто не е возможно? Затоа што, како што рековме, бидејќи треба да си ги видиме сенките, а тие настануваат како? Затоа што личноста има една маска која што го крие вистинското јас. Сега, маска всушност значи една за играње на одредена улога. Дали персоната и маската се всушност една иста работа? Персона се однесува на театарска маска, да. Персоната се однесува на театарска маска и во моделот на психата личноста лежи помеѓу егото и општеството. И затоа како единка има потреба да става маска во одредена ситуација, нели, во која што ќе биде подобно за тоа општество. И сега тука, ако се навратиме на маските кои се ставаат, можем да се надоврзам на Пол Екман. Тој многу убаво ги има опишано кога ги поврзува со емоциите. И во често случаеви ние во општеството, за да се никако не вклопиме, ставаме маска, односно прикриваме некоја наша емоција. Да речеме за нешто ако ни се соопшти или од нешто се бара од нас, не би, ајде, нека биде на работа, може да чувствуваме една емоција, ама ние таа ја камуфлираме, правиме камуфлажа и почнуваме да продуцираме како некоја друга емоција, меѓутоа таа е лажна, таа е изиграна. Ете, тоа е тој театар. Овде постојано зборуваме, нели, во она Јунгова терминологија. Се надевам дека гледачите ќе можат да не следат до тоа што не збориме персона во смисол на личност и сенка во смисол на кога сонцето ги осветлува дрвјата па прави сенка, туку збориме во она длабока психолошка смисла. Маска, да. Виде, персоната е еден комплициран однос, ова систем на односи кој што се јавува меѓу индивидуалната свест и општеството. Тоа за да може, нели, личноста да се прифати. И сега првата фаза која што ја има личноста е фаза на идентификација. Значи може таа премногу да се идентификува со нешто, а тоа значи кога се преидентификувам со нешто, значи јас тоа не сум. И така е добро се додека, нели, таа маска не падне, не се препознае, што всушност ќе однесе кон едно распаѓање. Каде што личноста во овој случај ќе дојде до една состојба на хаос, односно на дезориентација. Во процесот, вака сега, имаме, например, 3 ние пристапи, кои што се нарекува една негативна реставрација. Тоа е каде што лицето, нели, се преправа дека е нешто, односно што не е. Имаме отсуство, каде што се живее без личност и во овој случај не може да се има како една квалитетна интеракција со светот. И на крај имаме реставрација каде што се развива личноста, за која што е свесен и која не го крие вистинското јас. Значи таа личност веќе ќе се реставрира и ќе дојде да биде вистинското јас, доколку одлучи некак, нели, секако. Затоа што позади маската секогаш стои огледалото, а ние кога ќе се погледнеме во огледалото, тоа не може да покаже ништо друго, освен она што навистина сме. Значи секогаш ќе има елементи на преправање на личноста, затоа што таа всушност се представува како еден излог, меѓутоа во излогот сака да ги стави оние работи за кои што таа смета дека се добри за неја и представителни. Сега
тоа ќе донесе до една тенденција да се вградат едни прифатливи, да речам, особини во личноста и да се чуваат неприфатливите особини кои што ги скрива и потиснува. Еве, значи, сега ние пак ќе се вратиме дека кога нешто скриваме и потиснуваме, ќе дојде време кога ќе мораме ние да се соочиме со тоа и ќе се појават различни психози, различни неврози. Значи, небитно ние дали ќе успееме во нека професија да бидеме супер. Ако имаме ваков модел, а го имаме, тогаш секако дека ќе дојде до проблеми. Инаку, да се преговара со својата сенка е еден доживотен процес. Значи, не може сега ние нешто само да сработиме една сенка и толку, затоа што во животот имаме постојано различни случаи. Во еден дел некоја сенка своја можеби ќе ја сработиме, меѓутоа животот носи различни ситуации и постојано ние треба да работиме на нашите сенки. Друго што би рекла за Анима и анимус е интересно и мислам едно од работите кои што во јунговата психоанализа е поприлично избегнувано само заради тоа што ја нагласува дуалистичната природа на човечката психа. Так. Па вака сега, например, во однос на индивидуализацијата, човек се додека, например, тој не може да дојде до една индивидуализација се додека си игра улога за себе. Значи, убедувањата што некој ги има за себе се најсуптилна форма на личност. И исто така може да биде најсуптилна пречка против секоја вистинска индивидуација. Значи, човек може да признае практично се, но тој некаде ја задржува идејата дека сепак е таков, ваков, онаков. И еден вид конечен аргумент кој очигледно се бори како плюс, но сепак функционира како влијание против вистинската индивидуација. Од прилика толку би кажала. Сега, например, ако гледаме, сега ако се вратиме на играњето улоги на маските, пример може да разгледаме едно работно место на некого и ние можеме тоа да го опишуваме, пример, шалтерски работник, и ќе почнеме да опишуваме беше љубезен, спор, ваков или таков. Таа е таа негова улога, што за таа работна задача така треба да ја одигра. Не може поинаку да ја одигра. Тоа нема тука некоја, мислам, само што е различно. Треба сето да е тоа од неутрал, не да биде сега ставено, ама да ја покрива целата наша автентичност. Ние треба да си бидеме автентични битија, нормално е дека во различни ситуации различно се однесуваме, меѓутоа тоа сето треба да биде од еден неутрал. Кога имаме неутрал, да не биде со набој, да не биде нешто со напад, со стегање и слично, тогаш во тој случај немаме еден здрав однос кон себе. Еден вид на позитивна нула, ако можеме така да кажеме. Да, така е. И сега, би прашал нешто многу приземјено. Значи, имаме неколку хронични проблеми кои што нема кој човек не ги спомнува, тоа се анксиозност, стрес и депресија. Што придонесува да овие зборови на секојдневно ги слушаме, ги гледаме и ги забележуваме, што кај другите луѓе, што кај себе си? Па ете зошто е тоа појава на денешницата. Ако сега се вратиме на се назад што кажавме, неминовно е дека ќе се појават сите овие работи. Сега, ако гледаме од аспект кога се третира една депресија или анксиозност, секогаш може да биде различна причината кај одредена индивидуа. Значи, една иста појава се третира различно, зависи нели каква што ќе се појави траума. Тоа е актуелно, затоа што ние, како модерен човек, имаме се, меѓутоа не сме задоволни од ништо. Сега или кога сме имале се.
Што значи тоа? Дека премногу сме нафрлени на дразбите кои што ни ги нуди надворешниот свет, а помалку биваме да во тишината да бидеме со себе. Зашто ние кога ќе бидеме во тишината, стануваме и минималисти, да речеме, во однос на апетитите и добиваме одговори за многу работи што нас не мачат, односно сме во подобар контакт со себе. Така, предпоставувам и надворешните влијанија во форма на најтипично е маркетинг, реклами, значи притисок од надвор, дека треба да создадеме потреби кои всушност нашата суштност, нашата душа и нема потреба од нив. Така е, точно. Значи се она што се нуди, нашата душа нема потреба од сето тоа. Меѓутоа, затоа сега се гради општество во кое што ќе се има панели надпревар. Затоа се тие, значи се е тоа смислено. Така, сега, например, ова дете зашто да има телефон, ова зашто да нема. Па зашто да има едното помала марка, па да има другото помала марка, дали се телефон, дали патики. Значи тоа е наметнато намерно да човек се чувствува непријатно едноставно. И во тој надпревар за било што ние се оддалечуваме од себе. Значи во надпреварот правиме, да кажеме, и доста штети, да речеме, ние се често пати се лактаме, еве колку е актуелно кај нас. Не знам за веќе веројатно и на повеќе места. Веќе стана човековата природа таква. Значи само ние нешто да се лактаме, да добиеме во себе едно чувство на постоење по патот, сега јас овој го зафркнав, ова јас го изиграв или слично. Пример, еве, уписи на факултет. И сега се примаат 10, конкурирале 30, не знам. Прво што ќе се случи тука? Одма да се фатат врски, јас го најдов овај, јас го најдов тој, или ако се работи некој да треба да оди на лекар, на породување, на слично. Значи, нас прво што ни звони во главата е фаќање врски. А ако тргнеме по тоа, ако на почетокот, како што кажа, кога ние ќе постапуваме така, ќе направиме други штети за кои што можеби нема да ги видиме, нема да бидеме сведоци. Меѓутоа тие постојат. Еве пример, ќе се упиши студент кој што можеби не го бива, еве за медицина да кажеме, небитно, а ќе отпадне некој што навистина можеби го бидува. Затоа се прават штети. Не само во тоа поле. За кое поле сакате да зборуваме, на истото ќе дојдат. Како што го кажа во почетокот со редот во чекалната. Така, или како мене што ми е најблиско, лактањето помеѓу луѓето кои што имаат YouTube канали, за да некои луѓе си покажат колку се успешни, мора да покажат дека другите се неуспешни, иако е смешно и прозаично да се кажува така, но ова со лактањето ме потсети толкому на тоа. Така, единствен модел да почувствуваат среќа е така, да имаат критизерски однос и на некого нешто да му одземат. Меѓутоа, кога ќе тргнеме, кога ќе се вратиме по патот на природната енергија, како што кажавме, таа ќе порамни. Значи, лицето нешто ќе му се случи, нема да биде свесен дека баш заради тоа што го направил му се случило. Меѓутоа, ако се нурнеме во себе, да видиме да се вратиме назад, да си направиме вака еден редослед се што сме направиле, ќе видиме дека имаме удел во тоа. Сега, кога ќе се случува, да речеме, некој, не знам, болка на некого, било каква, не знам, или некоја неправда. Јас често пати, например, еви клиенти кога ќе дојдат да се жалат, кога ќе се распине муабетот, нели се кон надвор, им поставувам прашање, пример, не знам, за нешто ќе се пожелат, ајде, викам, сега биди ти, пример, ете, ти се работил со партиска книжка. Да стане свесен дека и тој не е исправен, значи наишол на неправда во животот за нешто некаде некако, меѓутоа се држи само за тоа и во критизерскиот однос дека е во неправда. Ама кога ќе дојде до тоа дека и тој има направено неправда, му станува малку појасно и едноставно тоа представува еден одличен услов да почне да размислува, да се однесува поинаку, или може да оди исто да се однесува,
Ама тогаш ја што викам, немој тогаш да тичиш. Прифати Така. се. Оти ти си учесник. Сите сме ние едно. Сите сме едно. Кога правиме штета на еден, правиме врз секога. На крај би сакал да прашаме на работа која што мене ме интересира како феномен, а тоа и го третирам во моите видеа барајќи одговор, а тоа е заводливоста на негативното, или ако сакаме да кажеме заводливоста на злото. Негативните вести се единствените интересни вести. Еве да појдеме од тоа што ни се пласира на телевизија, на радио, во медиумите. Негативните вести се интересни. Позитивните вести како да не се вести. Зошто злото и негативното се толку заводливи, додека позитивното и правењето добро многу пати се земаат како здраво за готово, па тоа е нормалната ситуација и никој не сака да ги направи вест, например дека некој нешто постигнал, некаков успех, некакво постигнување, ново истражување, ново откритие, а од друга страна убиства, силувања, војни, разорување, сето тоа е интересно да се коментира и еве, сведоци сме на тоа колку крева прашини, колку луѓето се внесуваат во нешто што во суштина е толку црно, мрачно и травно. Така. Епа тоа е колективното несвесно кое што кажува, значи тоа што нас не интересира, ние сме станале веќе колектив со таква енергија. Веќе тоа нас не дразни и тоа ни треба. Без да знаеме дека сме изманипулирани. Затоа што таа темна енергија, односно стравот знаеме каква енергија зрачи, а секој страв, било каков, е страв од смрт. Секое зло, кога, например, гледаат, нели, што викаш толку е актуелно, се дава важност на тоа. Медиумите се преплавени, нели, со убиства и слично. Во еве имаме. Таа една енергија што е храна за темните сили. Ако тргнеме, ова е едно поголемо подрачје, не можеме сега да го фатиме. Така. Има некој кој што таа храна му е потребна и за да ја добие, мора преку моделот на општество, нели, поставена политичка гарнитура, па понатаму поставена медицинска гарнитура, поставена финансиски систем, да носи индивидуата кон таму, за да може истата таа, мислам не единка, него цел егрегор, цело едно општество, па веќе и светов, да зрачи од таква енергија, која што рековме дека храна е, се знаеме за кого, за темните сили, за четврта димензија. Така ние не треба да бидеме, така речено сега, кога спомнам Астровот, нема да зборуваме за што се големи темите, нема да бидеме во кратко разбрани, ќе бидеме и така нападнати. Не треба да бидеме во тој низок астрал, каде што нели доминира тој нашиот низок ум, односно она нашето блебетало, кое што постојано само не врти и постојано ни се случуваат неубави работи. Затоа што се што ќе дојди, ние треба да сме благодарни од тоа да научиме. Ние сме во овој живот дојдени да учиме. Значи, затоа имаме и слободна волја да одберем. Значи, кој пат ние ќе го фатиме? Или ќе го фатиме патот на љубовта, каде што ќе се, нели, биде едно подобро општество, или ќе го фатиме патот на поддршка на такви содржини и случувања реални, нели, на војни. И затоа е потребно да се подигне свесноста. Дури за една едноставна работа, малку да го доближам, пример, ако дека постојат паралелни реалности. Што сакам да кажам? Пример, ако некој добие работа за 2 работни места и сега треба да одлучи што ќе одлучи. Ако размислува со понискиот ум, например, може директно да донесе одлука само која е цифрата на личниот доход, при тоа да ги занемари сите други, да речеме, негативни работи. Може да биде, пример, може подобро да заработува, ама да биде помалку слободен, помалку со своите деца, па тоа ќе повлече, да речеме, незадоволство во брачните односи, па помала контрола врз децата,
не остај контрола, него да има интеракцијата на љубов, да расне со тоа дете. И сега сакам да кажам дека кој работно место да го одбери, тие постојат двете. Значи, ако го одбери едното, постои и другово, само што на таа стаза ќе се одвива мојот живот поинаку, отколку на оваа другата стаза. Ете тоа е. Во кратко кажано. Јас се надевам дека се имаш сретнато со овој феномен при твојата работа, тоа е дека луѓето се сметаат како изземени од последиците на собствените одлуки, токму како што го спомена ова со работните места. Многу пати луѓето ќе донесат одлуки и ако се не погрешни, туку ако се одлуки кои што имаат последици кои што на крајот не им се допаѓаат, се обидуваат некако проблемот да го бараат надвор, а не прифаќаат собствената одговорност. И тоа води во невроза, според мене. И затоа имаме општество како што имаме. Па тоа оди во невроза и тоа оди пак во петлјање. Значи, кога ќе почне да го бара проблемот надвор, како што го објаснав онај почетниот циклус, нели, механизмот на одбрана, нели, како студентот што не сака да оди на испит, така нели беше? Ќе почне да надворешно оправдување, или пак исто така ако има, пример, некој вработување кај што не сака. Ние треба да прифатиме дека нешто сме одбрале, дури да погрешиме. Нема, прво, грешка не постои. Тоа е само едно видување на работите. Може да разгледа што е добро за него, што не е, и може да направи промена. Ама во себе треба да си каже, јас сум одговорен, јас ова го одбрав вака, во ред, мене сега ова не ми годи, сега да видам што можам да направам понатака, за да можам да си го подобрам својот живот. Може би пак ќе погрешиме. Значи нема тука нешто да постои идеално, па сега не сме го одбрали идеалното. Ние постојано животот нас не искушува и никогаш не треба да фрламе нели кон надвор обвинувања дека некој не е крив. Никогаш нема да дојдеме до резултати. Правејќи го тоа, значи пак ќе ни донесе некој понатака некој нов. Знаеш, онака како Сизиф кој ќе сијат гомила кармата, значи нема ни да биде свесен дека прави со тоа некои кармички задолжувања и само ќе гомила топката. Значи се додека не се свртиме кон себе, немаме ние да имаме резултати. Од лично искуство можам да потврдам дека прифаќањето на одговорноста за одредени работи и влегувањето во костет со проблемите и нивното решавање доведува до една таква катарза која што е незамислива. Едноставно, незамисливо е задоволството на крајот кога проблемот што сме го имале, сме дошли до решение на тој проблем. Така е. Така и за болестите исто така. За болестите исто така, например, болеста доаѓа како последен плач, да речеме, еве се појавила депресија, се појавила анксиозност, се појавило нешто, ни покажува дека ние треба да се менуваме. Меѓутоа, ако ние тоа сето го игнорираме, бараме нели оправдување кон надворешноста, се некој да ни е крив, нашето тело се разболува и ќе дојде до болести. И затоа јас викам дека треба ние да сме благодарни на оно што ќе ни се деси, затоа што ни е дадено, од љубов за нас е тоа дадено. Да почнеме да размислуваме кои сме, како се однесуваме и што правиме. Тоа особено беше за мене многу значајно едно лично искуство во книгата Зидови од магли од професорот Дражен Јерабек, што зборувавме нели во. Така. Зборува за таа книга, значи затоа што ми остави впечаток дека е буквално една книга која што ти го променила животот. Значи јас ја барав на интернет, значи било како, значи единствено во тврда во хард копи може да се најде. Значи прва прилика ќе ја набавам книгата, во меѓувреме зборува за неа и кои се тие моменти кои што извршиле влијание врз тебе. Еве, пошто кажа дека книгата тешко се наоѓа, јас ќе ти ја дадам во копија, направив копија, пошто навистина ми е драгоцен оригиналот. И дека е тешка да се најде како јас дојдов до книгата, тоа е старо издание, значи во едно издание било. И баш во оној тежок период, како што кажав, како се одлучив за хипнотерапијата,
исто така на YouTube нешто да гледам и гостин беше господинот Дражан Јерабек во Атма подкаст и си го слушам зборува и кажува за книгата и дека веќе нема од книгата или имал нешто дома. И јас викам, тоа е кога нешто внатре, нешто ќе ви дојде и ништо не е случајно. Так. Сме поврзани и ми дојде од внатре да му напишам дали и може би има некој примерок да си го купам. И сега додека ја пишував пораката, од друга страна си викам, па човекот може би е многу зафатен, може би нема да ми одговори, ама за да немам јас оправдување, нели секој треба да си направи исчекор во она што го бара, Так. напишав одма повратно дека ќе ми ја подари. Толку многу се израдував и потоа книгата ја добив на едукација, пошто скоро потоа од нашата комуникација со него, отидов на едукација во Загреб, нели за хипнотерапија и таму јас ја добив книгата со посвета. Едноставно таа посвета всушност сега сваќам низ она што ми се случи во оваа година, отпосле дека всушност јас сум дојдов до тоа што е пишано во посветата. Можам да ја прочитам. Значи, да, пишано е дека нели до Драгој Данче што својим светлом психохипнотерапија размиче и уклања зидови од макле. Многу се израдував и кога се вратив, по некое време почнав да ја читам, пошто прво имав почнато една книга. Јас не стигнав да ја прочитам цела, затоа што се случи еден мој посериозен здравствен проблем. Меѓутоа, до таму докај што прочитав, беше доволно, дека тоа што ми се случи е многу добро, колку и да беше тешко. Ме научи дека јас што се немам, например, направено за себе, или пак што викам доизчистено. Така да дојдов до сознание дека болеста не е ништо друго, туку болеста е врата до најдуховното, врата која што не само ние да ја најдеме, него треба да имаме храброст и да ја отвориме. Така да нас секоја болка не учи, и затоа треба да и се заблагодариме на болката, да ја прегрнеме, да ја почувствуваме и да ја прашаме зошто јас сега тебе те имам. Ке дојдеме на вистина до големи одговори. Одговорот може би одма нема да дојде, меѓутоа вреди да се почека. И така да сватив дека во животот се што се случува нема грешка, се си е на свое, кој ќе тргнеме од она причинско-последичен однос. Значи, се е за наше најголемо добро, колку и да во моментот не ни изгледа нас така. Станав исто свесна дека болеста всушност е болеста и несреќите исто така се една хаотична состојба на свеста. Значи, јас сега работам со години на себе, ама како што рековме во одредена животна ситуација, ние не знаеме дека нешто имаме останато, нели нешто не сработено во нас, кое што ќе не доведе во некоја хаотична состојба во одреден дел од животот за некое случување. Сега, исто така во книгата и што има дел напишано за намерите, и почнав за себе да размислувам, и ви за гледачите го да размислуваат, дека кои се, кога ние делуваме, дали со мисла, кон некого, кон себе, делуваме со некое конкретно дело, действување, значи некоја акција што ја правиме, да почнеме да размислуваме кои се нашите најдлабоки намери во тоа делување. Дали што стои позади таа намера? Дури ние и најдобро да правиме кон некого нешто, ако намерата е, например, ајде да кажеме вака, пример, некој некому ќе се обрати за нешто и ќе биде услужено таа личност. Пример, еве, некаде некој да го вработи нешто. Дали личноста што ќе го направи тоа го прави за да биде
уважена, признаена, некој да ја сака, некој да ја кажува, некој да ја зборува. Значи, ако постои таква некоја заднинска намера, тогаш ние ништо не сме направиле. Всушност, оваа книга ме научи дека се што ние правиме, треба да ги освестиме тие намери да биде се од срцето, да биде од онаа безусловна љубов која се дава. И затоа треба да си тргнеме. Ние можеби насвесно ќе речеме да, ово од срце го направив. Меѓутоа, не. Убаво кога ние ќе си се нурнеме во себе, ќе си видиме дека постојано имаме уште некоја сенка да ја доисчистиме и затоа намерите се страшна добра работа која што треба да ја освестиме. Инаку исто научив дека се е комуникација и дека човек навистина треба да научи да комуницира со себе, да речеме по пат на љубов со себе. Свесен за она нешто што го направил, не направил, да го отпушти, не да се држи, да го отпушти и да си покаже еден нов однос кон себе, да створи една нова слика за себе, значи не така, сработено. Инаку, за книгата сега малку сакам да кажам. Всушност, кога оваа книга ќе се прочита, што се таму има, човек станува свесен дека можеби, допред да ја прочитам книгата, мислев дека сум човечко битие со духовно искуство, меѓутоа тука се створи еден нов поглед кон мене, дека всушност сме духовни битија со човечко искуство. Интересно кажано. Да, и то како мислам ова беше така пишано во цитат е напишано во книгата. Инаку тука се зборува, вака ќе ја покажам, може да ја видат, еве. Да. Да, иначе ќе ти ја дадам јас во копија, ти видиш. Нема проблем. Во зидови од магле, значи всушност маглата представува предрасуда. Затоа што, како што рече еве сега, и колку имаме нива на смртности. Меѓутоа смртта е табу тема, не се сака да се зборува нели за смртта. Човек додека е здрав, можеби на некој начин и како се однесува дека не му е битно да зборува. Меѓутоа има еден друг паралелен свет на болни. Особено деца кои што се во терминална фаза. И ова е едно лично искуство кое што авторот лично учествува таму кај тие болни деца. И кога се тие во терминална фаза, односно што би рекле тик до смрт или време до смртта, нели? На тие деца им е потребно и то како поддршка. Тие секој ден се сретнуваат со смртности, значи гледаат во собата дека некој дете нели починало другарка. На некој начин тоа се потиснува, се крие, а самите деца се свесни и знаат што се случува и им треба на нив и то како голема поддршка да зборуваат за тоа како се чувствуваат. И тука нели има еден, да речам, како промашај на системот, значи тоа се случува исто и кај нас. Дражен премногу се вложува во тие деца. Значи тој е професор по ликовна академија и своето знаење го на некој начин употребува не само како ликовен уметник, него тој е еден големо пробуден човек кој што знае зошто се крие смртта и се вложува да им олесни на децата да ги изразат своите емоции, значи по пат на цртежи, исто така им чита доста сликовници, дури ги прегрнува, ги масира и ред други работи. Инаку во својата професија кога работи во училиште,
на еден спонтан и природен начин се обидува да допре до учениците за темата смрт, така што еден ден се решава на таблата и напишува смрт е. И точки. И значи прави еден претходен увод, така што децата се си дозволуваат да изразат чувства каде што биле сведоци на смртности. И сега, зошто се крие, да речеме, секое дете, кој што било или исто така прашано или да не прашаме, не е по една обична логика, знаеме, дека секој е сведок на некоја смртност. Некој ближен, да речеме, во фамилијата, или може да ти почине, да кажеме, некој кутно љубимче или слично. И сега тука се појавуваат емоции, различни, ама тоа никако останува така. Значи не се зборува воопшто за смртта. И тој кога работи со децата по пат на цртежи, всушност можам и да ги покажам, доаѓа до сознание дека има една огромна ризница кај тие деца, така, кои што ќе почнат да кажуваат, еве, ова се еден дел од. Малку подалеку за да го фокусира. Така сме окей? Така, да, одлично. Значи, доаѓа до една ризница, колку децата почнуваат да се искажуваат во она што го чувствуваат. Дури некои деца кои што, например, можеби биле, ајде вака. Малку подалеку. Малку кон тебе, да. Добро. Затоа што имаш ставено блур позадина и камерата малку прави проблеми со фокусирање, затоа што е фокусирана на твоето лице, но како и да е, доколку сакаш можеш да ми ги пратиш па да ги вметнам јас во видеото. Сакам да кажам дека по пат на цртеж доаѓа до една голема ризница, гледа колку тоа наместо да се крие дека и се има расположение да се зборува за смртта, а сега тоа што, нели, како е направено во општеството се крие, веќе тоа е друга работа, има зошто да, нели, има зошто е тоа така. Друго што има дури една убава приказна за волкот кој што ги напаѓа селаните и нова се што имаат, нели, од добиток. И една личност од самото село се обидува да стапи во контакт со волкот и тој наместо да го нападне, го поканува да седне со него. Само ова е голема порака, кажува многу други. Така да секој е страден за љубов и ние треба да го отвориме срцето за повеќе да се научиме да сакаме. Интересно е во книгата, значи кога всушност ќе разбереме дека животот е еден циклус со раѓање и умирање и дека всушност смртта како смрт на некој начин таа не постои затоа што, нели, нашата душа потоа таа си заминува. Нема да навлегуваме длабоко во тоа, меѓутоа кога ќе се дојде до правата вистина, што е животот, кои сме ние, од каде доаѓаме, тогаш нас ќе ни се промени можеби и ставот за трансплантација, затоа што тука во книгата исто има опишувано за трансплантацијата. Сега, кога ќе знаеме дека секој наш орган има своја свесност, и односно и самата свесност е бесконечна, така да кога ќе се трансплантираат одредени органи, например, еве срцето не е само пумпа, меѓутоа личноста која го прима тоа ќе ги попри и сите тие особини. Така да тоа е комплексно и не е лесно и не може да се гледа само од една страна. Друго што сакам да кажам за книгата, тоа ќе отвори, да речеме, едно прашање кој што треба да си го поставиме, зошто сега за да се трансплантираат органите, организмот треба да е жив, нели, ако е тој умрен, тие не се во функција и не важат. И затоа треба да се запрашаме убаво,
зошто е донесено одлука смртноста да биде прогласена со кога мозокот не е во функција, а срцето нас не е здраво, значи здрави се органите, него не тогаш организмот е жив, а смртноста по закон нели е донесена дека ако не работи мозокот за да можат нели да се користат и органи. Меѓутоа, какви се патешествија се случуваат додека е организмот жив, а да се вадат и органи, тоа е нешто навистина за кое што треба да се распрашаме. Ги има во книгата убаво опишано и исто така може да ни биде еден показател да можеме да размислуваме малце во пошироката слика на нештата кои што ни се нудат од системот. Така, ми се чини дека на рубу знаност имам гледано емисии каде што се зборува за стекнување на таленти од луѓе кои што доживеале трансплантација на органи, таленти кои што претходно ги немале. Така, да, ги попримуваат точно, пример, ако некој, пример, или одредена храна не сакал, после сака, или ако бил, не знам, што еве, пример, светководител, па станал, нели, танчер и слично. Так. Тие се малце пошироки знаења, подлабоки теми, треба, нечи, да направиме ние нека посебна емисија за тоа, за да не сме вака погрешка сватени, или нели искритикувани, пошто ние како сме нели сега учени на критика, нели? Так. Добре, јас веќе се навикнав на критики, така што ако дојдат, нека се добре дојдени. Последна работа за која што би сакал да разговараме е твојата практична работа, како луѓето можат да те исконтактираат за совети, за комуникација и поврзано со тоа јавната стигма за луѓето за избегнување, значи доаѓање на психолог, односно, како што знаеме ние народски ја кажем, срамота е да одиш на психолог, ќе те направат ненормален. Срамота не е да се оди на психолог, срамота е да се остани во несвесното. Инаку каде можат да ме најдат? Значи, ја имам свој центар за психотерапија, се вика Self. На мојата страница, значи, на ФБ страната има Self, ќе ме најдат и таму има и телефонски број. Имам исто така и веб страна, значи само да стават Self или хипнотерапија ќе излези. Инаку што се однесува до барање помош, јас сега во оваа ситуација би сакала да ти се обратам тебе, пошто ти нели исто така познаваш доста луѓе, пошто си од Плочани, така? Да. Грешка, нели, пошто гледав претходно нели емисиите. Така да слободно можам да се понудам лично јас да работам со некого како ете од мене, од душата, од срцето. Така, сите овие линкови кои што ги спомна за твоите контакти, за твојата Facebook страна и веб страна ќе ги ставиме во описот на ова видео, така што луѓето ќе можат да ги консултираат директно гледајќи го ова видео. Значи ќе отидат во описот на самото видео и ќе ги пронајдат таму. Значи јас ти благодарам за овој исцрпен разговор и се надевам дека ќе биде прв во серијата на повеќе разговори. И јас многу ти благодарам и посакувам успех во понатамошните серии.